Ей, али, шо ми се деси пред 3 недели, луѓе? Абе лудило. Пуштам телевизија и слушам. Ljudi, vratија се Јохан. И јај што се врати човеков. Беше крив, не е битно. Важно се врати, нели, за негови арно се. Али луѓе, овие репортери бе на вести бе. Овие на телевизија бе, тој на Канал 5 бе луѓе. Знаете ли како го најави доаѓањето негово бе? Нели се симиња авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцерите. Туку што една ластовичка се посра на мојот камерман. Еве го. Се појавува тази избриченото светло лице на нашиот Јохан. Слегува скала по скала. Конечно, стапнува на тлото на Александар Велики. Ова е мал чекор за Јохан, но голем за Македонија. Јохан е облечен во последниот модел на бутикот Хуго Хак Шевенинген. И жена му е облечена, сега за сега. Гледам турканица кој да му го врачи свежото пролетно цвеќе. Премиерот таму жестоко се бори со неговите родени деца за подобра полпозиција. Но неговите деца излегуваат по курнас, зашо премиерот имаше проблем со пневматиците и мораше во пит стопот. Се вртат прасиња наоколу. Некои се вртат на ражен, а некои околу мајка им. Луѓето пијат и јадат како дупнати. Некои пијат од сабајле. Се поганат во гаќи и повраќаат. Колку убав ден, колку голем ден, колку среќен ден, ама наскоро ќе се стемни, но само надвор, длабоко во нас ние продолжуваме да ја следиме светлината. Јас сум вашиот репортер во живо од аеродромот Александар Велики од Канал 5 телевизија.